Православниот христијански празник посветен на светецот Свети Василий Велики, христијаните ќе го празнуваат според вообичаените обичаи и традиции во кругот на семејството и пријателите, полни трпези со храна и вино, се меси липче со паричка, а во некој мала по традиција се палат и васеличарски огнови. Од православниот црковен храм Свети Великомачени Ѓорги, ѓакон Димитар Арсовски упати апел до сите верници да не палат оган, бидејќи таквиот обичај не го признава Македонската православна црква. Во четврток Светата православна црква го често споменот на обрезанието Христово, ден исто така кој што е посветен на Светиот Василий Велики, ден кај народот познат како Стара Нова година, и по тој повод во храмот посветен на Светиот Великомаченик Ѓорги Победоносец во Кочани ќе се отслужи Света Василиева литургија, а исто така традиционално во на манастирот на Поника, кој што е посветен токму на овој светител, ке чиноначалство неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички господинот Иларион. Литургијата е предвидено да започне во 9 часот. Овде во градот ја немаме таа традиција и не е многу распространета со палење на василичарските огнови, но во одредени улици, во одредени мала постои таков обичај. Од претходно кажаното што го кажувавме и апелиравме претходните години, овие огнови ја загубија својата суштина, ја загубија својата христијанска вредност и христијанска димензија, па така ние, како претходните години, така и овие години, свештеници нема да се појавуваат на ваквите коледарски огнови. Апелираме до сите кои што практикуваат ваков начин на славење, сето тоа, доколку нели решат на своја рака да слават, сето тоа да биде скромно, достоинствено, како што доликува на православни христијани, да не ја надминува она, да речеме, црвена линија на основно достоинствено христијанско однесување, нели таквите собери да не преминат во пијанки, во празни разговори кои што немаат долична содржина. Сето тоа нека биде достоинствено како што доликува на православни христијани. Во четврток па голем број граѓани се собираат со своите друштва во кафеаните и локалите во градот и ја прославуваат православната нова година, позната како Стара Нова година.